Набавени се речиси сите возила кои што општината ги доби преку Светска банка, преку долгорочно задолжување преку Министерство за финансии. Колку возила вкупно и кое возило кому ќе припадне? Па тоа беше проект на кој што аплицираме некаде пред 3 години. Значи добивме кредитна линија преку Светска банка, менаџирана преку Министерство за финансии, во износ од околу 62 милиони денари, значи долгорочно задолжување на општината. Имаше и јавна дебата на седници на Советот по однос на овој проект и дополнително покрај овие средства добиваме и грант средства во износ од околу 20%, за кои што исто така ќе биде дополнително набавена опрема за јавните предпријатија. Со ова можам да кажам дека со сите овие возила денеска кои што ги гледаме овде, ќе биде капацитетноста на јавните предпријатија зголемена на многу високо ниво, или општина Куманово ќе има една од најдобрите опреми и ќе биде помеѓу најдобро класифицираните општини со ваков тип на опремување, со современа механизација, камиони за зимско одржување на градот, кои што дополнително ќе се користат и во летниот временски период за чистење на речни корита, диви депонии во градот, дополнително трактори, 3 ровокопачи машини, дополнителна опрема и механизација за јавното предпријатие Куманово газ. Овие 3 јавни предпријатија им посакувам успех во наредниот период. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам првенствено на општинскиот тим кој што работеше во реализација на овој проект, во соработка со представници од јавните предпријатија и секако на Светска банка, која што и кредитора и донатор за грант средствата, и се надевам дека прописно ќе бидат користени. Апел до оние кои што ќе ги користат и управуваат со нив да се грижат како за собствен имот, бидејќи се работи за најсовремен тип на возила кои што за прв пат се ставаат во употреба на јавните предпријатија. Вкупно колку возила имате? Вкупно не ги избројав, да ви кажам искрено, мислам дека се околу 12 возила плюс дополнително ќе бидат обезбедени 2 или 3 возила од грант средства и одреден тип на контейнери кои што ќе се постават на одредени локации, полуподземни контейнери, кај што е трендот за поставување во градот. Размисливте ли за грант што ќе добиете? Па тоа се средствата за грантот, дополнително значи 2 возила и подземни контейнери. Едното возило во грантот е цистерна за летно перење на улици во градот и дополнително уште еден автосметјар со кој што ќе се собира сметот со вграден грајфер на него, за да може да се оперираат полуподземните контейнери. Други прашања може би? Кредитот е на кој временски период? Кредитот е за враќање на 10 години со грејс период од 3 години, но ние ќе се обидеме како финансиски стабилна општина да го вратиме овој кредит во рамки на мојот 4 годишен мандат. Не би сакал кога ќе заменам од позицијата или кога ќе заврши мандатот мој за градоначалник, заедно со мојот тим да оставам обврски на следните генерации. Има ли проектирано колку е заштетата што ќе остварите со ваши возила во однос на оние што тендерски го обслужуваат градот во зимско чистење на снег? Па еве ќе ви кажам само една груба проценка, значи во минатото некаде се трошени околу од 14 до 18 милиони денари на годишно ниво за ставка зимско одржавање, зависно од која година. Некаде пред 3 години ја променивме политиката, издвојуваме 12 до 14 милиони, од кои што најголем дел или еден дел ги даваме на нашето јавно предпријатие Чистота и зеленило. Оваа година се предвидени на приватен оператер да одат некаде околу 8 милиони, а следната година тие средства ќе се намалат сигурно за половина, со тоа што ќе добие поголема капацитетност нашето јавно предпријатие и дополнително ќе зголемуваме опремата, бидејќи оваа опрема не е сама по себе доволна за да се заврши целото зимско одржување на градот и повторно ќе мора еден дел да се одвива преку приватни оператери, но интенцијата да ја зголемуваме капацитетноста на јавни предпријатија. Зошто, ако можеме да го направиме нешто сами, да за тоа плаќаме дополнителна услуга. Добро, директор, ако може да каже нешто.